Помина речиси неполни 10 години, кога во 2016 господово лето за верскиот празник Голема Богоројца наминав во селото Курајца, емџав селото, емџав верскиот празник Голема Богоројца, да направам документарен запис и на заминување со мештаните од ова село се договоривме повторно да наминам во ова село, мештаните да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова населено место, кои нивните дедовци и баби им ги раскажувале за да не останат покриени од правта на заборавот, кога по Великденот ова 2024 во господово лето, рано, мощне рано, ми задзвони мојот телефон, а од другата страна, така народно да се изразам, преку телефонската жица слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Жоране, како си?" ме праша. "Добро утро, добро сум," одговорив. "Ете, јас така порано, знаеш, по селски, од Курајца се јавувам. Еве овде рано и сутринава во црквава наша селска сме собрани и си разговараме кого да викнеме да ни направи репортажа за селово, арно ама така да речам по курајски, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, па се присетивме на тебе, гледајќите по телевизииве наши насушни, па си рековме да те побараме да ни дојдеш во нашево село и за него да направиш документарна репортажа. Моето име е Кире, а се презивам Божиновски," ми рече. "Што велиш?" ме праша. "Кој ден да дојдам?" го прашав. "Се разбира за празникот Свети Никола Талалеј, покрсти си носиме, сето село го поминуваме, а и полето наше го врвиме, ама порано да дојдеш, оти во црквава наша утринско богослужение си имаме, многу народ ќе се собере," додаде. "Договорено," одговорив. И навистина така и бидна. За селото Курајца тргнав на сам ден на верскиот празник Свети Никола Талалеј, пред првите петли непропеани со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речиси 30 години ми е верен сопатник, и некаде во мугрите сташав во Курајца, каде што насред целото ме пречека Кире Божиновски, заедно со неговите соселани. Почитувани мои, овој стар олдтаймер, овој джип, камазот, руската машина, да знае да зборува каква историја има во него, каде се поминал со мене, кој што ми е патник скоро 30 години, патувајќи низ Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во селото Курајца, мештаните од ова село да ми ги раскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат старите адети обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети обичаи, за одењето покрсти, а сето тоа да го преточам во нов документарен запис, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и географијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. У
Утрешкото курајско небо беше кристално чисто. Сонцето што туку изгреваше, а сончевите зраци, зацкриени зад планинскиот гороста Смазатар, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на светителот Свети Никола Талалеј. Мештаните од селото Курајца во соборниот храм Свети Никола ги привршуваа подготвителните работи пред одењето покрсти, а ширум поранешната Коселска општина, како бисер гердан се зареди народ во правец на селото Курајца. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Курајца на празникот посветен на светителот Свети Никола Талалеј на одењето покрсти. Почитувани мои, документарниот запис од празнувањето посветено на светителот Свети Николај Талалеј и одењето покрсти во селото Курајца, со која чино начествуваше парохискиот свештеник, заедно со соборскиот народ, ќе ви пренесам во приложение на оваа репортажа. Светиот маченик Талалеј е христијански светител во православната црква, кој се слави на 2 јуни според новиот, а на 20 мај според стариот календар. Во нашата татковина Македонија, Свети Талалеј е многу почитуван. Роден е во Ливан, во христијанско семејство татко Веруки и мајка Ромилија. Родителите уште од мал го воспитувале во светата христијанска и спасоносна вера, во вистинскиот Бог, Света Троица. Израснал и бил многу лично и прекрасно момче со црвено-жолта коса. Го изучил лекарскиот занает. Велиме лекарски занает, бидејќи во тоа време лекарите не биле професионалци и специјалисти како денешниве лекари, туку тие биле лекари кои лекувале разни болести со треви и лекови кои сами ги правеле. Свети Талалеј, колку што лекувал со тревите што ги собирал и лековите што ги правил, повеќе лекувал со молитви. Го молел семојчниот лекар, Господ Бог, да ги лекува и да им дава здравје на болните. Во времето на гонењето на христијаните за време на царувањето на римскиот цар Нумеријан, Свети маченик Талалеј храбро ја исповедал својата вера во Христа, нашиот Бог и Спасител пред судијата мачител, и кога Свети Талалеј не се откажал од својата вера и својот Бог, судијата мачител им наредил на двајцата джелати, Александар и Астери, со сврдел да му ги продупчат колената и низ продупчените коски да му провлечат јаже и да го обесат на едно дрво со главата надолу. Но, семојчниот Бог направил чудо. Невидлива сила им го одзела видот на джелатите, па наместо да му ги продупчат колената на Свети Талалеј, тие продупчиле една штица и ја обесиле на дрвото. Кога за тоа дознал судијата мачител, помислил дека джелатите тоа го направиле намерно и дека не сакале да ја извршат неговата наредба, а не дека тоа било Божјо чудо, па наредил джелатите да се казнат со тепање со стапови. Джелатите Александар и Астери, кои знаеле дека тоа не го направиле намерно, но дека со нив некакво чудо се случило, во истиот момент поверувале во семојчниот Бог на Свети Талалеј и гласно ја исповедале верата и викнале: нека е жив Господ, од сега и ние ќе постанеме христијани, веруваме во Христа и страдаме за Него. Кога го слушнал судијата мачител нивното исповедање на верата, наредил джелатите Александар и Астери веднаш да ги убијат со меч. Тогаш самиот судија джелат зел сврдел, тој лично да му ги продупчи колената на Свети Талалеј. Но семојчниот Бог пак направил чудо. Пак невидлива сила му ги премалела рацете на мачителот и тие му се залепиле за сврделот. Сега мачителот морал да го моли светиот маченик Талалеј да го спаси.
Свети Талалеј со молитва кон Господа тоа и го сторил и му ги ослободил рацете од сврделот. Мачителот, наместо по примерот на джелатите Александар и Астерии, да се покае и да поверува во вистинскиот Бог, кој е семојчен и кој по молитвите на мачениот Талалеј му ги ослободи рацете од сврделот, тој го фрлил во вода. Но Бог и овој пат го спасил маченикот Талалеј, кој пак се вратил жив кај мачителот. Потоа бил фрлен на зверови, но зверовите не го повредиле. Туку тие, напротив, се умилкувале околу нозете на мачениот Талалеј. На крајот, судијата мачител наредил да биде пресечен со меч. Свети маченик Талалеј пострадал во 284 година. Слава Тебе, на Твоите ученици Спасителе, си им дал да прават и големи чудеса, како што си ветил кога си ги испратил, да проповедат Твојата слава, меѓу народите, а Тие на светот, го проповедат Твоето веселие. Мајко си сместила, еден од тројица, живодавец од Христа, кого сета твар го воспева, и од кого трепера горните престоли, него молитво се слави на Родица. Воскресе из мертвих, смертию смерть поправ. За многогодини денот на Светиот Велико маченик Талалеј, како што е и редот секоја година, ќе се после светата служба ќе излеземе надвор, ќе осветиме, значи лепчина да ги пресечеме, ќе крстиме вода и со крстената вода ќе почне литијата со која што ќе се освети цел атар на вашето село. За многу години. Биде честито и благословено.
Благословен е нашиот Бог, постојано сега секогаш и во вечни векови. Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ, и сушти во гробје живот дарова. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресе из мртвих, смртию смрт побра, и служи во гробје живот дарува. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмртни, помилуј нас. Приовчата порта имаше бања, първески наречена Витезда, со 5 тремори, вони бежа мнозина болни, слепи промислуви, кои очекуваа да се раздвижи водата, зашто од времена во бањата слегуваше вил Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше. По раздвижувањето на водата оздравуваше, од каква и да било болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа, за мир од вистини, за спасение на нашите души да се помолиме на Господа, за мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви и за соединување на сите да се помолиме на Господа, за овој свет храм, за ова свето село и за оние кои што со вера, набожност и страв Божи влегуваат во него и живеат, да се помолиме на Господа, за високо преосвещение од митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство, христијанство, за сиот клир, за сите луѓе, да се помолиме на Господа, за да се освети оваа вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да слезе врз оваа вода очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа, за да биде оваа вода лековита за душите и за телата и за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа, за да и се испрати благодатта за избавување и благословување до Јорданово, да се помолиме на Господа, за да се просветиме со духовна светлина од едносушната Троица, да се помолиме на Господа. Господ Бог наш, да не покаже синови, наследници на своето царство, со пиењето, причестувањето и порусувањето од оваа вода, да се помолиме на Господа, за да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна, Владичица наша Богородица, секојаш Дева Марија со сите свети,
самите себе ден други си на живо на Христа Бога, да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И духови Твоему. Вашите глави приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. Господи, кој си благоволил да се крстиш во Јордан и да ги осветиш водите, приклони го Твоето уво, послушај ни, благослови не сите нас, кои со приклонување на главите означуваме знак на покорност и удостојни да си исполниме со Твоето осветување преку причестувањето од оваа вода. И да ни биде Господи за здравје на душата и на телото. Спаси Господи Господи, Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај, крестом Твоим жителство. Спаси Господи люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај, крестом Твоим жителство. Спаси Господи люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањај, крестом Твоим жителство. Ти се благ, самиот Цару, благослови ги овие семиња од различните плодови и освети ги оние што ќе јадат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светиот Алелеј и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби. Затоа, добар Боже, на оние што ова го украсили и извршуваат спомен, подари им се што проса за спасение и за наслада на Твоите вечни блага. По молитвите на пречистата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, по молитва на светиот Никола и на светиот Алелеј, чиј спомен го празнуваме и на сите Твои свети. Зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со единородниот Твој Син, и пресветиот и благ, и животворен Твој Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во слава и во чест на светиот Алелеј, примја се штедри оваа жртва во Твојот на небесен свој жртвеник. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во слава и во чест на светиот Алелеј, примија се штедри оваа жртва во Твојот на небесен свој жртвеник. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во слава и во чест на светиот Алелеј, примија се штедри оваа жртва во Твојот на небесен свој жртвеник. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во слава и во чест на светиот Алелеј, примија се штедри оваа жртва во Твојот на небесен свој жртвеник. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. И венчаше се, молите ся кон Господу,
помиловати ся душа наші. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучениkom radovanje, iže propoved Trojica jedinosušna. Isaije likuj, deva im je vo črevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čeloveka, Vostok imja emu, je Bože veličajušte djeva, ublažaje. Da se pomolime na Gospoda, ušte se molime za zdravje, mir i spasenje na čedata Božji, Liljana, Riste, Mitko, Blagoja, Krsta, Sneže so familija, Nikola so familija, Valentina so familija, Rade so familija, Nada so familija, Vlado so familija i Milena so familija. Ušte se molime za čedata Božji, Sašo, Zefira, Aleksandar, Goran, Aneta, Jovica, Teodora, Slobodan, Mile, Ristana i site rodnini i prijatelji ovdje i sekade vo svetost. Ušte se molime za čedata Božji, Aleksandar, Božidar, Konstantin, Milena, Dalibor, Vlado, Valentina i Nikola. Ušte se molime za site ovdje prisutni, za site ovdje prisutni so nivните bliski prijatelji. Ušte se molime za čedata Božji, Nikolče, Teodor, Angelina, Kristina, Dobrica, Blaguna i site rodnini prijatelji. Ja bi se štedrova žrtva od mene da služete. Hristos počne nas, je i te bide. Za mnogo godina. Ova čivo beše? Veliko ime, Sveta Trojica, Presveta Bogorodica, Sveti Otaljelj pomagaj. Hristos počne nas, je i te bide. Za mnogo godina. Veliko ime, Sveta Trojica, Sveta Trojica, Presveta Bogorodica, Sveti Otaljelj pomagaj. Hristos počne nas, i te bide. ajde za mnogo godina. Za mnogo godina, radost i vesel Gospod. Veliko ime, Sveta Trojica, Presveta Bogorodica, Sveti Otaljelj pomagaj. Hristos posredi nas, ajde za mnogo godina. Čestito, neka i blagoslovi. Krstilo sam Boga moga, Gospodi pomiluj. Dadaj Gospod sit naroda, Gospodi pomiluj. Haj što čestni krsti, Gospodi pomiluj. Čestni krsti pravoslavni, Gospodi pomiluj. Amin, amin, amin. Jeste svetlina na svetu, ne može da se sokrije grad što se naodja na vrh planina. Ni tu pak svetilo to se pali i se stava pod poklop, tuku na svešnik, za da im sveti nasite v kući. Krsti pravoslavni, Gospodi pomiluj. Dečki, pred zvoča. Ne popiraj se. Pušte te prožito. Da napomoć nesveta Verisveti Nikola, Gospod zdravlje, život, kuća od napredija, da radimo se ušte dečina, mladi, da se znaju živi, gazda Ruse,
Lara, Marta, familijata, Milša, familijata, Konoša, familijata, ajde koji su ti ajde. Ajde, bacete. Kaži mi nazad. I vi nazad. Čujte. Bože na našite tatkovci, ti se molime, čujne i pomiluj. Gospodi Gospod Ogudeca, Gospodi pomiluj. Kaj ste Ogudeca pravoslavni, Gospodi pomiluj. Miri svoga održava, Gospodi pomiluj. Amin, amin, amin. Ajde mogodni djedu, pozdravim želim, zavrne Nikola, da se davo život cijelo cijelo, da je davo život kompanija, da kumot, da cijelo, Oče naš, da se sveti ime do Tvoje, da vide carstvo Tvoje, da je volja Tvoja, kako na nebo, tako i na zemlja. Nebo nas, naših dajnih godina, i ti naše dolgovi, što nije zdrav naših dolgovi, i da me vode u iskušenje, no izbavljeno kavi. Gospod zdravlje život u bajni, da je polno i ravno, da je vola ravno od sebe, da je bilo blagoslovena, kad je kumot, kad je cijela kompanija, kad je cijelo cijelo i kad si od pravoslaven svet, da nam godini. Amin, amin, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Zašto si milostivi čovekoljubiv Bog i na tebe slava ti voznesuvame, na Oca i Sina i Sveti od Duh, sege i sekoga živo večni vekovi. Pak ipak vo mir da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi ne, so Tvoja ta blagodat. Gospodi pomiluj. Evo od nas nasušen dajni godine i što ti naši dolgovi, kako što nije im prostavame za naše dolgici i da ne vedo iskušenje, no izbavljeno u kaviju. Da za mu godine Gospod zdravlje život u bajna, da li zapomoć danesem vijek, uvod čekam Bogorodica, čestitno kumstvo na kumojte i za Bogorodice pominje preugovor. I do toga živa dosta krštevki po svite crkvi, da mu godini. Amin, amin, amin. Hristijan, Goce, Sojna, Kristina, Marija, Litko, Angel, Ilina, Joana. I svi zdravi. Svi drugi familiji, mojte.
Za mnogu godini, gazdarice su među Otecom, Sinu, Svetio Duh. Amin. Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime Tvoje, da vide carstvo Tvoje, da vide volja Tvoja, kako na nebo, to tako i na zemljata. Nebo naslušaj daj njegov deres i postini naše dolgovi, kako što mi upoštavaju naše dolgovnici, da ne vedoj sušenje, do izbavljenog koga, da napomoć denos, da na nešto Nigola, Gospod zdrave život, u familijata, na predjavu, onako da za svadbi, za kršćak da svi čekaju. Da je polno i ravno. Pijete ušte? Ali mu veljavme čera da ne pijete, neke pije. Eke pije čera da ne se... Ajde kada je poslana, ti već na zemljanje mezete nešto. Amarite žito, da ima da jajme nije, ako ne može da sadimo, da moje djeva nije da jada, hajde vedete se. Evo ja ću. Ajde ja cijelo. Ave bez starca nema udarca tu gaje. Naš predamo? A? Ono utrešamo promjenu. Dosta, je nek ste pogušati. Konjake, bušenje, ino je balon na ridu. Gospodi, pomiluj, daj Gospod sitna rosa, Gospodi, ima drugi? Češten velike, Gospodi, pomiluj, kaj što država, Gospodi, pomiluj, da je selo najveselo, Gospodi, pomiluj. Amin, amin. Ajde, pomno je ravno. Gospod berite. Amin. Dobro. Amin. Godina po radosni, po veseli i po povoljan broj da se zbiramo. Povoljan broj i po malo po ovom, malo se po... Da se izbavi me od svekakva taga, gnjev i opasnost, se moli me na Gospoda. Gospodi Bože, zaštiti ne, spasi, pomiluj i zapazi me, so Tvoja ta blagoda. Gospodi Ovoj den da ni bide svet sovršen, miren i bezgrešen, prosi me od Gospoda. Po star raditi običaj, se spuštame po ova strmolija, така би ладетот. Ама, според моја процека некаде околу 70 промилија. Ако немаш добри патики и добри пиротски опинци, Ова луѓе ќе саперат овде. За многу години денов. За многу години поарен здравје од овај. Да е најдовте трасаваме ова. Прошка и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Bravo. Gdje to neću doći? A ovdje, da. Ne, buvate dođe. Ja bih na to nalazio što. Porečki će drikati ime to na Otec, Sine, Sveti Duh, amin. Oče naš koji si na nebesata, da se slavi ime Tvoje, da bije carstvo Tvoje, da bije volja Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljata. Nebo nas nasušen, daj njegov denes i
прости нашите долгови, како што ние им поставаме нашите должници, и на војно искушение, но избавени од лукавиот. Да напомош, Никола Талелей, Господ здраве, живот, напредја во куќа да е полно и равно. Така па треба да во сите присутни во сите православен свет. Господ здраве, живи во бајни, да сваки, да крстите, како се редо да Јана, полиција дека се слика. Јана. Да му годи сега, куде се браниме. Амин! 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 Хајде. Браво, бе, попе, бе! Налет да станиш. Ама, поп. Хајде. Ај од мене. Нека напоможи, кај бе, комши. Шетајќи од село во село, скенирајќи им ја душата и притоа забележувајќи што се им е потребно на селаните и селото за да функционираат, често го застапувам и силно верувам во ставот дека нивните потреби треба да се на прво место во секоја една држава. Затоа што богато село е еднакво на богат град, односно на богата држава. За мене, секој село, секој град, секој место е посебна и извезена приказна. До сега сум посетил безброј места и секој од нив има посебна, автентична специфика, има своја убавина и импакт по кој ќе се сеќавам. Прав мекам, инспирација и мотив дека се може да се направи ако навистина се сака и се љуби. Природата поседува живописна енергија која и да не сте писател и да не ве бидува со зборови, верувајте, нејзината моќ ќе ве натера да постанете. Самиот воздух, престојот, исконската убавина и чистината на местото доведуваат до разбистрување на умот, мекнење на телото, додека пак душата спиритуално се воздигнува. Како што вели познатиот филозоф, поет и сликар Калил Џибран во својата книга Пророкот. Кога би можел, би ви ги зел сите кујчи од градот и би ги населил во покрајните и селата, а градот да остане како место во кое ќе се работи, но не и да се живее. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе повторно да дојдам во селото Курајца, мештаните од ова село да ми ги раскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, воедно да ми ги раскажат старите адети обичаи за сите верски православни празници, посебно за старите адети обичаи, за одењето покрсти, а сето тоа да го преточам во нов документарен запис со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и географијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот.